актуелните состојби во македонската младинска и сениорска кошарка, во европската, особено во Евролигата, дел и за АБА лигата, нели? И се разбира најава за престојното светско првенство кое не очекува наскоро. Гостин ова утро во Македонија на утро Горан Крстевски, кошаркарски тренер. Добро утро. Добро утро. Ова утро во улога на аналитичар, кошаркарски. Имаме 15 на минути, премалку да ги допреме сите теми, меѓутоа ќе се обидеме да претрчаме преку нив, да видиме што се случува во моментов во кошарката. Ќе одиме во спротивен правец, нашата е најважна, меѓутоа ќе оставиме за на крајот. Почнуваме со светското првенство, 25 август до 10 септември, 32 селекции од 4 конфедерации, 3 земји, Филипини, Јапонија, Индонезија. Прв пат во повеќе држави се одржува кошаркарскиот мондијал. Дали ФИБА се обидува да ја следи ФИФА, па да се обиде да ја врати кошарката онаму каде што заслужува, затоа што како да ја опаѓа гледаноста последниве една-две децени. ФИФА е пример за сите, па ФИБА нормално дека ќе ја следи. Затоа е зголемен бројот на учеснички на ова светско првенство, понатаму можеби уште повеќе ќе се зголемува тој број. Иако кога ќе се погледне ростерот на составот на екипите, се гледа дека има голема дискрепанција од најквалитетните до оние послабите, меѓутоа од негде мора да се почне, па еве од ова светско првенство гледаме некои репрезентации кои порано воопшто не учествувале, меѓутоа ете, ќе почнат и тие да видат како е да се игра против една Америка, Србија, Шпанија и така натаму. Се врти околу тие три земји, последните 6 титули по 2 за Југославија, односно СР Југославија, односно Србија, потоа 2 за американците, Шпанија тука некаде помеѓу. Дали е премногу концентрирана кошарката во малку земји, за разлика од фудбалот? Нема да споредуваме, меѓутоа, нели, најпопуларниот спорт е најраспространет низ светот, па дали кошарката е премногу концентрирана и тоа е проблемот за популарноста во моментот? Па порано беше уште повеќе концентрирана, сега веќе малце се расплинува, да речеме, тој квалитет. Неколку лиги станаа веќе посериозни, порано турската лига не беше толку сериозна, во последниве години е топ 2 позиции со шпанската лига. Француската е секогаш лига тука, можеби како лига и клубови не се толку интересни како шпанските и турските. Меѓутоа има страшна продукција на играчи и за NBA и за француската репрезентација. Италијанската лига потоа. Италијанската лига се обидува со години полека да се врати, меѓутоа и таа нешто слично произведува играчи. Клубовите се малку послаби, целиот концентриран квалитет е во 2 екипи кои учествуваат во Евролигата, меѓутоа мислам дека и италијанската лига е на добар пат да ја врати својата популарност и нормална квалитет. Тука и АБА лигата, ќе се зборуваме нешто подосна за АБА лигата, од која сме дел и ние, нели? Светско првенство, фаворити има според историјата, според составите, меѓутоа знаеле кошаркарските надпревари да понудат ролер костер завршници, па не секогаш фаворитите победувале. Сега оваа година американците доаѓаат во видно според имиња ослабен состав, шпанците велат не, ние не сме фаворити, србите велат не, ние не очекуваме ништо, не очекуваме ниту медал од нашата репрезентација. Американците секогаш број 1 во било каков состав да се појават, доаѓаат со млад, многу амбициозен тим, со еден феноменален стручен, недокажан меѓународно, меѓутоа со страшни бројки индивидуални постигнувања на тие играчи во NBA лигата, која е најсилна на светот, и еден страшен стручен штаб од бивши играчи и сегашни тренери кои заедно имаат, мислам, 15 NBA титули, и мислам дека Америка тука без коментар ќе пружи најинтересни партии. До последен момент не се знае конечните ростери на Србија, Грција и така натаму на некои репрезентации, па оттаму грците ја изгубија таа фаворитска улога без Адетокумпо, србите без Јокич, Мицич и уште неколку играчи кои со нив ќе беа топ 3. Вака некои коментира дека се околу 7-8 фаворити. Од вчера се на 8 место, да речем, на таа фаворитска листа, а до пред недела дена не беа ни меѓу 10. За прв пат нивната цел не е медал, не е злато, туку е пласман на Олимписките игри. Значи за 5-то место сакаат да се борат, очекуваат. Познавајќи ги, тие можеби гласно кажуваат дека нормално борбата е за да се пласираат на Олимпијада, меѓутоа мислам дека тие се таков ков што мислам дека сонуваат медали и дека во било каков состав тие ќе нападнат да дојдат до медал. Покрај србите и американците кои ги спомнавме, од вчера многу интересно на таа фаворитска топ листа е Германија на број 2,
позиција, со многу играчи неколку од NBA, од Милано, од Алба Берлин, од Минхенски Бајер, изненадувачки, меѓутоа составот до последниот ден го диктира тој фаворитски дел, како се вика, кај букмекерите, и германците дури ги надмина и французите, кои од вчера се на трета фаворитска позиција. Пред малку кажавме дека французите имаат една неверојатна продукција на играчи и тренери, и кој ќе се префрлиме на младинската кошарка, повторно ќе збориме за французите во сите категории, во репрезентациите, и во младинците, и во кадетите, и во јуниорите, и нормално во сениорите, секаде имаат фаворитска улога. Дончич? Словенија со Дончич е многу помотивирана од последниот голем настап, каде што не се пласира меѓу четирите. Дончич тоа го прифати како свој греф, цел товар го понесе на својот грб и рече на следното големо надпреварување ќе пробам да се извадам и себе си и репрезентацијата. За почит и респект е тоа што покрај напорната сезона се појавува на еден ваков мундијал. Товарот е голем, околу него нема некој звучен ростер како што имаат другите репрезентации, но познавајќи го Дончич, како знае и од ноунейм играчи да направи добри врвни играчи околу себе, соработници, Словенија баш заради тоа не сме да се потцени никако. 24 години, не е млад, туку е премлад за човек, меѓутоа не е искусен, туку е преискусен за кошаркар. Игра од својата 16-та година во Реал Мадрид. Да. Игра врвна елитна кошарка 8 години, како да беше роден во Евролигата, потоа како да беше роден за NBA лигата. Што може од него да се научи? Што може да научат од него младите кошаркари? Не само нашите, туку сите. Многу може да се научи. Сите велат дека добро, тој е екстра талентиран и не знам, му се поклопиле коцките со татко му, со Реал Мадрид и тамо некои приказни, меѓутоа... Колку проценти е талентот? Па талентот е негде до 5-16 година, талентот е во голем процент присутен, меѓутоа после мораш да се одадеш на тешка макотрпна тренинг работа и тоа Лука Дончич го докажа. Мислам дека е најмлад MVP освојувач во Евролигата, во шпанското првенство. Со такви просеци ги сруши рекордите на Коби Брајант, на Джордан, на Леброн Джеймс, со такви проценти, со трипл-дабл. Он и нормално Никола Јокич, едно освежување во последните години во NBA лигата. Мислам дека со 24 години Дончич последните 10 години ќе покаже за каков квалитет се работи. Нормално, ако продолжи со ваква макотрпна работа како до сега. Спојката меѓу кошарката во Европа и во САД е Евролигата се развива на неквалитетното надпреварување на стариот континент. Се уште е најквалитетно, ги нема руските екипи трета година поред, меѓутоа се уште го држи приматот. Евролигата оваа година доживува тектонски поместувања, се враќа кон Балканот. Италија концентрира две силни екипи, Црвена звезда и Партизан во Белград создаваат вулкани кошаркарски и нескромно атакуваат на титулата. Шпанија исто така, во Реал Мадрид и во Барселона има големи фаворити. Турците да не ги заборавиме. Може би Барселона помалку од Реал во Шпанија, со сите сега тие промени што ќе се случат. Грчките фаворити. Да, грчките екипи, да, секако се разбира, секогаш Олимпијакос играше финале на последниот Final Four. Што може да очекуваме во новата сезона на Евролига, ако во претходните 5 секоја година велевме ова беше најинтересната сезона. Ова беше најинтересната. Што може поинтересно да биде од она што? Тоа е доказ дека Евролигата расте од година во година, растат екипите како организации и пратејќи ги NBA клубовите и нивните организации, мислам дека во добар правец од Евролигата и во догледно време може да се очекува она што одамна го зборат комесарите на Евролигата дека ќе дојде до спојување на Евролигата и NBA лигата. Интересна станува затоа што многу тренери ги сменија клубовите. Кога тренер менува клуб, тоа значи нов ростер. Кога значи нов ростер, тоа се многу поголеми цени, многу голема работа на менаџерите, играчите ќе имаат нови докажувања. Атаман е доказ каков вулкан тој предизвика со доаѓањето во Панатеникос. Мислам дека 2 титули поред имаше со 2 титули поред, можеби 3 ќе беа ако да не беше короната.
мислам дека донесе околу 12 играчи во Панатеникос, значи тектонско пореметување во еден таков голем клуб, меѓутоа неговиот газда решил да направи резултат после ерата на Обрадовиќ, немаат никаков трофеј меѓународен и решени се тоа да го свртат за 180 степени. Олимпијакос веднаш до нив како опонент градски и две успешни појавувања на последните два Final Four, изгубија две утакмици со шут во последната секунда. Мислам дека Олимпијакос е исто огромен фаворит. Одма вака одиме северно од соседите, од јужно кон север, за Црвена звезда и Партизан ги спомна, вакуумот на отсуството на руските екипи го искористи српската кошарка. Заслужено два клуба кои одамна можеби заслужуваат заради квалитетот и присуство на играчи да се појават, апсолутно да добијат и таа лиценца. Никогаш толку квалитет не се концентрира во Белград и од евролигашки играчи и од NBA играчи. Се случува и промена на филозофијата на Звезда и на Партизан. На шега сака навивачите на Црвена звезда да го нарекуваат тимот на Партизан КК Конго или не знам како, Камерун како и да е. Невкусно, меѓутоа позадината на тоа да се обидеме да ја доловиме во недостатокот на во една таква земја која што е врв на кошарката, недостатокот на квалитетни играчи за Евролигата кои што се одлеваат во NBA лигата и во другите силни клубови се обидуваат да го надополнат со искусни кошаркари, скапи кошаркари, решени се да ја донесат титулата, да ја вратат во Белград. Да, тоа се модерните трендови кои сакале или не мора да ги пратат и тие кои има исто голема продукција во последните 30-40 години на домашни играчи, играчи кои ја хранеа секоја голема екипа во Европа, па дури нормално во NBA. Меѓутоа, со присуство и чекање на домашни играчи ќе се изначекаат во ова поставеност на условите во Евролигата. Пазарната економија, едноставно така се поставени условите, ако сакат нешто да направат, нема чекање. Мора да се купат најдобрите играчи што се на пазарот за да бидат конкурентни. Во сета таа работа се обидуваат и Ивановиќ и Обрадовиќ по 1, 2, 3 млади играчи да ги ставаат во ростери, да ги растат, меѓутоа таа синтагма е позната дека и најдобриот тренер во една сезона кога брка резултат не може да развива повеќе од еден играч, оттаму и таа филозофија дека и Обрадовиќ и Ивановиќ купуваат се што може и од NBA, од Евролигата за да дојдат до Final Four, па евентуално и до титула. Партизан му заврши голема работа на тимот на Израел на селекцијата со развивањето на Мадар, од просечен и непознат стана за 2 години стана екстра кошаркар, имаше многу среќа да биде под палката на Желко Обрадовиќ. Сега со купувањето на играчите не е ветено и не е загарантирано освојување на титулата. Тоа најдобро го знае Барселона. Да. Барселона имаше најголем буџет, тој во наводници најскап тренер и најдобар тренер од ракометните и фудбалските кругови, преточен добра компарација, значи пак ќе се вратам на оној концентриран квалитет. Порано, ако се знаеше кои 2-3 клуба ќе бидат аспиранти за титула, во моментот мислам дека можеби 10 клуба се аспиранти, а можеби 12 клуба се аспиранти за тие први 10 места да се влезе во таа фаза на разигрување на плей-оф. Не сакам да бидам препаметен и да кажувам фаворити, меѓутоа се знае. Реал Мадрид, Барселона, Ефес, Фенер, Олимпијакос, Панатеникос, тука е феноменален Монако, со една бетонјака бековска линија од оваа сезона. Италијанците не ги забораваме. Италијанците не смеме да ги забораваме, Месина со Армани, Искариоло со Виртус, тоа се феноменални и ростери и организации кои растат од година во година. Ќе им биде тешко и на Обрадовиќ и на Ивановиќ, но добро е што и организацијски и тренерски и како стручни штабови даваат се да ја кренат кошарката во регионот. Знам, ние секогаш на овие простори сакаме домашни играчи, меѓутоа едноставно така се поставени условите во модерниот свет и тоа мора да се следи ако сакаме парите да дојдеме. Парите го вртат свет. Апсолутно. Да резимираме. Да. Аба лига, лигата која што беше создадена да продуцира играчи, лигата во која што подолго време бевме и ние дел од елитата, меѓутоа сега сме во втор план. Македонската кошарка стагнира, не продуцира многу играчи.
играчи се прават во клубовите, не кудиме никого, не бараме виновник, едноставно ситуацијата е таква. Има ли Македонија надеж за кошарката? Надеж има секогаш. Јас би рекол, треба некои работи во концептот околу ваучерот да се променат, за да се смени фокусот на екипите и на тие што го водат или што ги водат клубовите. Од време на време фокусот е премногу на освојување на што повеќе бодови за тој ваучер заради некакви пари или придобивки и се запорава на продукција на млади играчи. Младите играчи можеби нема да направат во моментот резултат и ваучерот ќе биде помал. Меѓутоа зборуваме за циклуси олимписки, двоен олимписки, 4, 8, 10, 12 години. Кај нас како да нема трпение тие млади играчи да се истрпат, да се испратат, да им се издржат грешките, што е многу важно. И затоа и кај нас младите играчи се губат тука некаде меѓу 20-та и 25-та година. И после не боли глава зашто со репрезентацијата сме во долниот дел, зашто имаме или немаме резултати. Кога сум веќе и кај репрезентацијата би кажал дека повеќе успеси имаме со македонските селектори и давам силна поддршка на македонските селектори. Сите кои дојдоа однадвор некако дојдоа колку за една ставка во CV-то дека биле селектори и многу без емоции ги водеа нашите селекции, додека домашните тренери малце попосветено работат. Така беше, мислам, дека и со Давидков, и со Докузовски, и со Тодоров, еве сега и со Јончевски. Мислам дека на Јончевски треба да му се дадат одврзани раце, да му се даде нов договор на 4 години, на 6 години, за да се подмлади екипата. Што ќе му се даде во рацете е многу поважно. Сега, материјалот тоа сакав да го кажам. Видовме на кај младинските селекции половичен успех. Она до 20 со Василев успеа да ја избори А дивизијата, да, меѓутоа да, не е најсветло, меѓутоа продолжите. Јончевски ја води А селекцијата, меѓутоа играчи се прават во клубовите. И во младинскиот погон, и во сениорскиот. Замислете во тие десетина екипи кои се во прва лига, барем по 2 играча да им се посвети сериозно внимание, со многу минути, со многу решавачки шутеви. Ние ќе имаме секоја година 20 играчи кои ќе бидат под будно око на селекторот и да имаат шанса да се борат за влез во таа репрезентација. Ние во последните години скоро да од 13 играчи бираме 12. Значи многу тешко имаме поширок избор на домашни играчи. Генерација 86-та во репрезентацијата сега не е така, меѓутоа хипотетично нели малку сликовите да го представиме. Мислам некова ново правило сега што нема да има домашните играчи гарантирана минутажа, ќе ги натераме домашните играчи малку повеќе да поработат и клубовите да на поприроден начин да се изборат за својата минутажа. Ја верувам во домашните играчи, имаме квалитет. Меѓутоа тука треба да се избалансира меѓу успехот, ваучерот, влог во младите. И сето тоа мислам дека во некоја конкретно време од 4 до 8 години може да изнедри некој и сениорски резултат. За секоја пофалба е резултатот на репрезентацијата до 20 години. Меѓутоа сега влегуваме во една ситуација каде што до година до 20 години ќе играме нели во А дивизија, а ќе дојде репрезентацијата по возраст која оваа година играше до 18 години, беше предпоследна во Б дивизијата. Значи ќе имаме еден сериозен проблем за сите тие момци, ако не работат, ја верувам во нив, ако работат дека може да се дојде во прав момент до 2 до 3 победи во А дивизија да се опстане. Меѓутоа пак коментарот останува дека во право време во клубовите мора да се вложи во тие деца, еве во случајов последнава година до 20 години, за да селекторот Василев до година во тој ростер има квалитетни деца кои имаат сениорско искуство од прва лига. Да го понесат товарот. Елитата кошаркарска. Да. На крајот 2 реченици, 3, 1,
како и да е за во насока на ова ќе бидете дел од еден семинар во Гостивар. Таму луѓето едноставно ја сакаат кошарката и сакаат да работат, сакаат да напредуваат, па ќе имате излагање пред тренерите кои што треба да работат со младинците. Да, морам да пофалам идејата дојде од двајцата луѓе кои го водат младинскиот погон, вториот клуб на КК Гостивар, Петар Ангелов и Звонко Михајловски. Едноставно се јави, имаме идеја, имаме млади тренери и сакаме едноставно обука на низ еден семинар, низ 2, 3, 5 предавања да им се помогне. Се нафати веднаш на таа работа. Јас такви семинари држев пред 5-6 години во МЗТ. МЗТ тогаш во МЗТ организиравме 4-5 семинари за тренерите од МЗТ. И ова го препознав како фантастична идеја во Гостивар. Меѓутоа, она што е најважно, селекторот и председателот на тренерска организација Алеки Јончевски ја препозна оваа идеја, иако морам да кажам дека со него веќе неколку време спроведувам една идеја и мислам дека ќе почне од Гостивар, тоа да биде еден тренерски караван на семинари, обука и едукација на тренерите во младинските категории по центри, да речеме Паланка, Куманово, Скопје, Тетово, Гостивар, Охрид, Битола, Прилеп, се со цел да го подигнеме тоа ниво. И она што го кажав, за да пример селекцијата до 18, 16 или 14 на следните европски бидат подобри, мора да го кренеме квалитетот и на тренерите. Да добие материјал. Горан Крстевски, тренер, кошаркарски, анализа на кошаркарските случувања дома, во регионот, во Европа, малку пошироко и за светското првенство утро. Благодариме. Ве чекаме повторно. Па кога ќе заврши светското првенство да направиме еден сублимат, да видиме како сме прогнозирале. Да, благодарам на поканата, иако ништо не прогнозирав, сем американците што се апсолутни фаворити. Кажавме кој е. Другото е ќе го видиме на терен. Да.